Вице-премиерот Фатмир Битики демантира дека има зголемување на цените на над 1000 производи. Рече дека со мерката се опфатени 358 категории на производи. Не е вистина дека има зголемување на цена за 1000 производи и тоа го кажувам и цврсто стојам на тоа. Затоа што категориите што се опфатени со услуги се 358. Колку производи пребројат? 358. Тие се категории на производи. Дел од нив се опфатени со мерката за намалување на цени и без разлика што има зголемена даночна стапка кај одредени производи, они ќе останат на истата референтна цена која што спаја под одлуката, така да нема да биде толкаво покачувањето и остануваме цврсто на става дека инфлацијата сакале ние или не сакале да ја признаеме, сакале или не сакале да признаеме дека се носат мерки за да се ублажи инфлацијата. Инфлацијата има тренд на намалување и до крај на годината ќе стигне на ниво од 5%. Според Битики, владината одлука за зголемување на даночната стапка на одредени производи од 5 и 10%, трговците и производителите погрешно ја прочитале. Сметам дека навистина е погрешно прочитана. Одлуката, ако може, одлуката има два дела. Првиот дел е продукти кои што спајаат во повластената тарифа, тоест повластената даночна стапка од 5%, тоа е членот 30 од Законот за данок на додадена вредност. И таму е дефинирано, за разлика од претходното дефинирање во законот, до детали кои се продукти спајаат во повластената даночна стапка од 5%. И понатаму, дека повластената стапка на данокот на додадена вредност во смисло на членот 30А од законот се применува во спорометот на следните услови. И таму почнува други. Има вкупно 358 продукти или царински тарифи со одредени продукти кои што спајаат во новата стапка, а тоа е од 10%. Недоразбирањето и погрешно толкување на владината одлука Битики го објасни со следниот пример. Ако трговците, производителите различно ја прочитале и направиле одредена или не е доволно јасно, затоа што царинската стапка опфаќа повеќе производи и можело некој не знае дали, пример, треба кравјето сирење да влезе во стапката од 5 или од 10%, затоа што така го ја прочитала одлуката, ние можеме истата да ја објасниме и на следната наредна седница на владата такви евентуални пропусти ако има, а сметам дека нема, да ги решиме. Со оглед на големите реакции, но и различните толкувања, Битики рече дека владата во вторник закажала седница на која може да се ревидира одлуката. Не гледам голем проблем за корекција на десетина производи, истакна Битики.